Поскапувањето на струјата и прогласувањето кризна состојба не се поради протестите во Грција, туку две причини директно поврзани со владата: криминални тендери и неспособност во енергетиката. За само година и половина, со Божиновска на чело на овој сектор, владата ја доведе ЕСМ до финансиски и производствен колапс. Не се произведува доволно струја дома, се увезува скапа струја од надвор. Наместо да се произведува дома, која што државата ќе чини 80 до 90 евра мегават час, владата купува струја за 140 евра мегават часови. Колку ги чини тоа граѓаните? 77 милиони евра загуба за само првите два квартали од 2025 година. А проекцијата е дека ќе достигнат над 100 милиони евра загуба до крајот на оваа година. Сега, јасно ли е зошто струјата поскапува? Зошто се прогласува кризна состојба? За да се покријат криминалните тендери, како што се 161 тендер за една фирма или 9 милиони евра за друга фирма со двајца вработени, кои што ги објавивме. Одговорност мора да има. Работата не е завршена.